Добар ден, драги ученици! Јас сум наставничка Тина Лазаровска од Основното училиште Коле Неделковски од Скопје. Добро дојдовте на часот по математика со наставната содржина споредување на еквивалентни дробки. Пред да почнеме со часот, да ги слушнеме целите за овој час. Целите на овој час се: препознава еквивалентност помеѓу дробките, користи еквивалентност за да ги спореди дробките, умее да го користи ѕидот со еквивалентни дробки за да ги спореди и подреди по големина, преку графички слики да стане успешен решавач на текстуални задачи, усно и писмено да го образложува начинот на решавање и размислување, поставува хипотези, односно предпоставки и да ги проверува истите. Со следење на овој час ќе научите како да ги споредувате еквивалентните дробки, а наученото да го применувате во решавање задачи. Ајде да се потсетиме што се тоа еквивалентни дробки, преку следниве примери. Од првиот пример забележуваме дека првата пица е поделена на две половини, од кои едната е изедена. Втората пак е поделена на 8 делови, од кои 4 делови се изедени. Ако ги споредиме, ќе забележиме дека 4 делови од втората пица се еднакви со едната половина од првата пица. Во вториот пример гледаме 3 правоаголници, различно поделени, но обоениот дел е еднаков кај сите 3, односно 1/3 е еднаква со 2/6 и 4/12. Тогаш велиме дека дробките се еквивалентни меѓу себе. Од овие примери можеме да заклучиме дека дробките што имаат еднакви вредности се викаат еквивалентни дробки, без разлика што нивните броители и именители се запишуваат со различни броеви. Како математички ги споредуваме еквивалентните дробки? Еквивалентните дробки можеме да ги споредиме и подредиме по големина. Споредувањето на еквивалентните дробки го запишуваме со помош на знаците помало, поголемо и еднакво. Представен е еден ѕид на еквивалентни дробки. На него гледаме обоени делови од дробките 1/2 и 3/6. Воочуваме дека овие дробки се еквивалентни, односно еднакви, бидејќи имаат иста вредност и затоа запишуваме 1/2 е еднаква на 3/6. Додека во следниот ѕид, што ни е прикажан, забележуваме дека следниве обоени делови немаат иста вредност, односно 2/10 е помало од 2/4. Ученици, ајде да го користиме ѕидот на еквивалентни дробки за да можеме да ја решиме следната задача, користејќи ги знаците за поголемо, помало и еднакво. Оставете си малку време. Размислете. Погледнете ја убаво задачата и потоа обидете се да ја решите. Откако ќе ја решите задачата, ајде да се провериме. 1/2 е еднаква на 2/4. 3/5 е помало од 4/6. 7/8 е поголемо од 2/3. 3/4 е поголемо од 2/8. 4/8 е еднаква на 2/4. 4/5 е поголемо од 2/3. Ајде да ја прочитаме следнава текстуална задача и добро да размислиме. Маја, Ива и Леа нарачале секоја по една пица. Маја изела 3/4 од пицата, Ива 6/8, а Леа 3/6. Кои две девојчиња изеле еднаков дел од својата пица? Искористите ги вашите тетрадки. Нацртајте ги пиците на Маја, Ива и Леа, а потоа направете споредба. Забележуваме дека точниот одговор е под А, бидејќи се еднакви,
односно еквивалентни изедените делови од пиците на Маја и Ива. Еве уште една задача за размислување и решавање во вашите тетрадки, каде треба да ги пронајдете броителите од следниве дробки и да ги запишете во празните квадратчиња. Откако ќе ја решите задачата, проверете ги решенијата прикажани на овој слайд. Ученици, за да ги совладаме убаво еквивалентните дробки, еве и задачи за дома. Најди 5 парови на еквивалентни дробки, користејќи го зидот на дробки. И следната активност во работната тетрадка на страница 57. Ова е техниката триаголник, над која што ги гледаме 4 полиња, кои што вие треба да ги пополните според инструкциите. Во полето «Што забележав, што видов», треба да напишете што забележавте од денешната содржина. Во полето «Кои прашања се ги поставував», треба да ги напишете прашањата кои ви се допаѓаа и кои ви доаѓаа додека ја следите презентацијата. Во полето «Што открив», треба да напишете што откривте за еквивалентните дробки. Во полето «Што ќе ми помогне знаењето од овој час», ги пишувате новите стекнати знаења од овој час. Драги ученици, ви благодарам за вашето внимание.